Добар ден до сите кои не следат пред малите екрани. Вие сте на вистинското место и во вистинско време. Пред нас е уште една традиционална спортска среда преку која ќе се информирате за најновите спортски случувања од Македонија, регионот па и целиот свет. Се враќаме веднаш по краткиот џингл. Синоќа се одиграа првите одлучувачки надпревари од Лигата на шампионите за влез во големото полуфинале. Реал Мадрид и Манчестер Сити го обезбедија своето место за понатаму, додека последните надпревари се играат вечерва помеѓу Атлетико Мадрид Барселона и Бенфика Баерн. Екипите на Реал Мадрид и на Манчестер Сити се првите полуфиналисти во Лига на шампионите. Реал Мадрид во реваншот победи со 3-0 и со тоа успеа да ги анулира 0-2 од првиот дуел со Волсбург. Головите за Реал Мадрид ги постигна Кристијано Роналдо во 16-тата, 17-тата и 77-та минута. На дуелот во Манчестер, граѓаните се изборија за своето прво полуфинале во Лигата на шампионите, откако во реваншот го победија ПСЖ со 1-0, а на првиот дуел беше 2-2. Стрелец на голот беше Де Бруин во 76-та минута, додека Серхио Агуеро во 30-та минута не реализираше пенал за Сити. Денеска се играат реванш дуелите Атлетико Мадрид, Барселона и Бенфика Баерн Минхен. Во вонредното 25-то коло од првата македонска фудбалска лига, Шкендија со хет-трик на Ибраими успеа да го совлада тимот на Селек со 3-1, со што му возврати за тешкиот пораз со 3-1 во нивниот прв дуел. Повеќе за тоа слушаме во продолжение. Враќањето на Шкендија во градот Почара, откако ден предходно Фудбалската федерација на Македонија го пушти во употреба новиот терен на стадионот, донесе рекорден број на гледачи на еден прволигашки стадион. Преку 10.000 гледачи видоа нова лесна победа на црвено-црните, а јавноста нов скандалозен настап на навивачите. Ренова ги почасти за половина час со 2 гола. Прво по 5 минути гипсарите направија пенал по кој Шкендија поведе, а потоа со комична грешка на дефанзивата црвено-црните стигна и до втор гол од втор обид. Маријан Радевски ја погоди мрежата. Гостите во вториот дел успеа да се вратат во мечот со погодок во мрежата на домакинот. Погоди Лавдрим Скендери на 10 минути до крајот, но гипсарите немаа сила за изненадување и бод. 3 минути пред истекот на регуларните 90, по 2 промашени шанси.
Шпента Сани ја запечати победата со која тетовци му се доближија на лидерот Вардар на само 2 бода, откако скопјани загубија во Кратово со 2-3 од Силекс. Македонскиот репрезентативец Агим Ибраими доби суспензија од страна на неговиот клуб Марибор, но зашто и како гледаме веднаш во прилогот што следува. Нашиот репрезентативец Агим Ибраими минува низ тешки моменти во својот сегашен клуб Марибор, со кој се поизгледа ќе се раздели по крајот на оваа сезона. Офанзивниот фудбалер не настапи на првенствениот меч со Домжале откако претходно го напушти карантинот на Марибор. Тој во текот на вчерашниот ден доби суспензија од клубот за потегот, но сега ја објасни вистината за истиот. Ибраими прстот го впери кон спортскиот директор Златко Заховик кој испратил низа наврди на негова адреса. Заховик ме наврдуваше мене, мојата мајка, минатото, народ и религија, а тоа се работи преку кои не можам да поминам и поради тоа го напуштив карантинот. Се надевам навивачите ќе ме разберат и ќе ми простат. Јас никогаш не би направил ништо за да ги повредам или навредам, истакнал Ибраими за словенечките медиуми. Во рамките на кошаркарската Евролига, синоќа беа одиграни првите четвртфинални надпревари во кои Фенербахче славеше над Реал Мадрид, а ЦСКА Москва над Црвена звезда. Кошаркарите на Фенербахче и ЦСКА славеа победи во првите надпревари од четвртфиналето во Евролигата на своите паркети против Реал Мадрид, односно Црвена звезда. Фенербахче во текот на целиот надпревар беше подобар тим. Имаше водство на крајот од сите четвртини, а најефикасни кај победникот беа Богдановик и Слоускас со 17 поени, додека во екипата на Реал Мадрид предводник беше Рејес со 13 и Љул и Родригес постигнаа по 12 поени. На другата страна и покрај тоа што белградската екипа одигра добар надпревар против фаворизираниот тим, сепак на крајот москвјани стигнаа до важна победа со резултат од 84:74. ЦСКА го контролираше резултатот во текот на целиот надпревар, а најефикасен кај нив беше Милош Теодосик со 23 поени. Хајнс постигна 21 поен. Се селиме во големата кошаркарска NBA лига, каде добро познатиот играч на Хјустон Џејмс Харден е прогласен за рекордер во NBA лигата, бидејќи досега има загубено дури 370 топки. Видеото го гледаме веднаш.
Кошаркарот на Хјустон, Џејмс Харден, без разлика кој е неговиот противник, кога ќе има негов ден, знае да погоди и по 50 поени, на дополнети со 10 асистенции, но доколку неговата концентрација и мотивација е на ниско ниво, знае да се загуби во играта и да изгуби многу топки. Затоа тој синоќа стана рекордер по загубени топки во една сезона. Тој досега има запишено 370 загубени топки, надминувајќи го поранешниот играч на Сан Антонио и Чикаго, Артис Гилмор. Оваа сезона веднаш зад Харден е играчот на Оклахома, Расел Вестбрук, кој досега загуби 339 топки. Голден Стейт се наоѓа на чекор до израмнување на рекордот на Чикаго Булс од сезоната 1995-1996 година, откако минимално славеше над Мемфис со резултатот 100:99. Голден Стейт сега сериозно се приближи до рекордот на Чикаго Булс, откако изминатава ноќ успеа да слави на надпревар на кој се чинеше дека повторно ќе потклекне под притисокот кој е се поприсутен во последно време. По поразите од Бостон и Минесота, воините беа пред неуспех и на гостувањето кај Мемфис, но сепак како клучна се покажа серијата во последните 5 минути во кои избраниците на Кер направија фантастичен пресврт. Голден Стейт имаше негатива од 10 поени на стартот и некаде на средината на последниот период, но сепак до крајот играчите го пронајдоа најдоброто од себе и успеа да слават со минимални 100:99. Ова значи дека актуелниот NBA шампион стигна до биланс од 71-9 оваа сезона, па сега му недостига само една победа за да го издрмни апсолутниот рекорд на биковите, односно 2 за да испише нова страница во NBA историјата. Како што веќе се знае, Голден Стейт до крајот на регуларниот дел од сезоната има уште 2 надпревари, а покрај тешкото гостување кај Сан Антонио, дома ќе ги одмери силите со вечерашниот противник Мемфис. Кари имаше една од своите најслаби шутерски вечери и постигна само 17 поени на гостувањето кај Мемфис, но затоа надокнади со својата добра скок игра и 8 асистенции. Наефикасен кај воините беше Барнс со 24 поени, Грин постигна 23, додека Томпсон го заврши мечот со 20. По
Во настапот на нашата ракометна репрезентација на квалификациите за Олимписките игри во Рио, не успеевме да обезбедиме пласман на големото надпреварување. Неуспехот некому го чинеше целата кариера. Еден од тие е Наумче Мојсовски, кој што кажа збогум на македонскиот дрес. Наумче Мојсовски го одигра последниот меч во дресот на македонската репрезентација. Во иднина нема да го гледаме во црвено-жолтиот тим. Дресот со број 18 изгледа ќе го земе некој друг. Со солзи во очите и болка во душата и срцето се поздрави со своите колеги, кои повеќе години играа заедно, се дружија и градеа кариера. После колегите отиде кај фалангата, да им се заблагодари на досегашната поддршка, особено за вчерашниот надпревар против Чиле. Наумче не издржа и не можеше да ги задржи солзите во себе. Секогаш ја оставеше душата на терен, а сега тоа го направи и со сопственото срце. Премногу ми е тешко секако. Со Кирил Лазаров почнавме во оваа репрезентација уште од нашите 16 години. Почнавме со баражи, направивме големи успеси. Се движевме нагоре, заедно растевме. Мислев дека во август ќе биде простувањето, но се случија непозакувани резултати. Тунис не врати назад. Мислам дека ова беше последен меч. Ќе дојдам во јуни да им дадам поддршка на момците во баражот за светското првенство, за да се простам со публиката. Би сакал навивачите да ги паметат добрите резултати, успесите. Светот останува на помладите, спортот исто така. Ке се радуваме понатаму на нивните успеси. Трогателно се изјасни Наумче Мојсовски. СЕХА регионалната лига вчера ги објави 10 најдобри голови од Final Four-от во Вараждин. Топ листа на која нашиот Вардар има двајца представници, Столе Стоилов и Тимур Дибиров. Видеото го гледаме веднаш. Нашиот репрезентативец Стојанче Стоилов заедно со неговиот клупски колега Тимур Дибиров се двајцата ракометари на Вардар кои се најдоа во изборот за најубави 10 погодоци во Final Four турнирот на СЕХА лигата во Вараждин. Интересно е тоа што и двата погодоци се постигнати во финалниот надпревар против Веспрем. Стоилов успеа да постигне погодок без да гледа во голот на противникот, додека пак Дибиров со нова магија од својата крилна позиција го матираше голманот на Веспрем Алиловиќ. Средниот бек на ППД Загреб, Домагој Павловиќ со 3 гола се најде во овој избор на СЕХА лигата, и тоа сите 3 погодоци постигнати против Вардар во полуфиналниот дел. Осмата носителка Доминика Цибулкова ја совлада петата носителка Камила Ѓорѓи со 6-4 и 6-0 за петта титула на ВТА турнејата, освојувајќи го трофејот во Катовице Опен во Полска. Видеото од надпреварот го гледаме во продолжение. Доминика Цибулкова од Словачка ја совледа Камила Ѓорѓи со 6-4 и 6-0 во финалето на Катовице Опен во Полска. Ова беше трето финале поред за Ѓорѓи во Катовице, но ниту еднаш не дојде до титулата. Цибулкова брзо поведе со 4-0 во првиот сет, но Ѓорѓи се врати до 5-4. Меѓутоа тоа беше последниот гем кој го освои во мечот. Следеа 7 гема поред во полза на словачката тенисерка.
Светскиот рекет број 3 Роџер Федерер со одлична игра и за точно 75 минути се справи со шпанскиот тенисер во второто коло на Мастерс турнирот во Монте Карло, на кого му дозволи да се избори за попристоен пораз при крајот на мечот. Швецарецот Роџер Федерер вчера со победа се врати официјално на тениските терени. Тој во мечот од второто коло во Монте Карло славеше против шпанецот Гарсија Лопес со 2-0 во сетови. Федерер првиот сет го реши во своја корист по само 2 брейка во 6 гема, па сетот го заврши со 6-3. Вториот сет Федерер го отвори со 2 брейка, но потоа го загуби и својот сервис, што на крајот му беше доволно за освојување и на вториот сет од 6-4. По оваа победа Федерер ќе го чека подобриот од дуел од Шарди Баутиста. Понатаму уште се пласира и Фернандо Вердаско, кој славеше против Делбонис, додека Давид Гофан го совлада Фелисијано Лопес со 7-5 и 6-0. Роџер Федерер на овој меч носеше посебни патики во чест на Коби Брајант, со датумот кога Коби Брајант ќе го одигра својот последен меч во кариерата во НБА. Презентирајќи ги сите подготвени прилози, стигнавме до крајот на нашето дружење. Идна средба ви закажувам во исто време и на исто место наредната среда. Јас ви благодарам за вниманието со кое ме следевте и како вообичаено се одјавуваме со мала доза на хумор. Имајте пријатна вечер. Are you okay, Carissa? Holy shit. 6 miles. Oh shit! It looked good for a second. Oh. Oh shit, you're right. Five! Faster! One, two, three. Hi, Jill. Oh my god! Oh my god. Oh my god. We'll bring him to his knees.
can't hear you. Go. Oh my God, John, go out there. Jessica. You okay?